Подложани и верниците од другите населени места во Кочанската котлина денеска со голем народен собор во дворот на црквата го прославија празникот Свети Јован Обсечен, кој е патрон заштитник на селото. Многоброен народ уште синоќа ја посети црквата каде се палеа свеќи за здравје и се искажуваа молитви за среќа и успех во животот. Синоќа се служеше и мрсна вечера за здравје, а денеска верниците се придружуваа на строгите пости. Повозрастните долно подложани, кои се живи сведоци на растежот на овој духовен храм, ја истакнуваат неговата исцелителна моќ, од која аир виделе неброени верници. Денеска сме дојдени, изберени сме сите, овај манастир е многу ефикасно. Кој е болен, лек си најде си ефикасност. Кој не е деца од имало, од има си дечиња. Кој не е оженен, за сите среќи, за се што помоле Господ, сите желби се исполнат од тук. Овај манастир многу одамна постои. Не помтат многу одамна. Моите стари свекор, свекрва што сам ги затечела, јас сам тука работила 16 години. Некој дете дојдело од Скопје на гости тука и играли си. И паднало, изгубило се. И кога се освесте, бодне стапче. Викал, тука ќе има водичка и тука ќе има манастир. И дојдели се тука нашите чичкото, свекор, тие старите са били староседелци. Неколку куќи и донесат камења од ридовите и направат мала црквичка. Традиција, сека година месиме си леп. 4 фурни леп испечоме, домашен, многу го сакат. И бобчето на денешниот ден се посте, правиме го трлано. Без зејтин, без травен пипер. 5 казани правиме. 5. А синеќе ни беа 6, оти беше мрсно, месеци имаше, јагниња имаме доста корубани, луѓе донасаа и си купеме и ние од тука и многу убаво ни беше. Ска е Свети Јован Обсечен. И колебе по зависи колку донесат луѓето јагниња, донесат има корубан 3 брава колеме, по 5 казана манџа правиме. Народ синоќа расипа времето, дошт што заврна. Инаку домакините во Долни Подлог денеска пречекуваа гости, роднини и пријатели, бидејќи токму празникот е можност меѓусебно да се извидат, да поразговараат за тоа што поминало и да си посакаат поубаво утре. Најсрекни сепак се оние кои поради разни причини го напуштиле селото, но во вакви празнични прилики се враќаат на родните огништа и ги разбудуваат спомените.